Почитувани гледачи, добродојавте повторно назад во студиото, во ова отворено студио кое тече веќе од 18 часот и 20 минути. Ова е оној стандарден термин за анализата на 24 вести, а како што е веќе најавено, гостин со нас вечерва ќе биде лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев. Господине Заев, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гледачите, сите што не гледат на 24 вести. Доста сте активни медиумски неделава, но и настаните некако се случуваат од минута во минута, се менуваат, така и оние концепти кои ги правиме за емисијата од прилика на нас новинарите не се менуваат. Значи, последна информација е дека председателот на Државната изборна комисија, господинот Чичаковски, ја напуштил работата на комисијата, исто како и членовите на СДСМ. Тоа е направено бидејќи тие не сакале да гласаат за заклучокот кој го донела комисијата, а кој се однесува на тоа дека комисијата е подготвена за спроведување на цитирам, кредибилни избори. Што е во однос на овие последни случувања со Државната изборна комисија? Што значи сега тоа за изборниот процес и за она што е еден од најважните елементи, чист избирачки список? Добро, ова што го видовме на отворената седница што се случува таму и ставовите кои што ги кажа председателот Александар Чичаковски се принципи, вредности согласно закон и методологија. Прочистувањето на избирачкиот список е еден значаен елемент од минимум услови за регуларни и фери демократски избори. Од прочистувањето зависи регуларноста на изборите. Ова што се обиде политички да го надгласа со политичко насилие и надгласување мнозинство од ДИК наспроти она што вика закон и методологија, покажува дека Македонија ќе оди на избори не сега со 1.812.000, ќе оди со 1.811.000 најверојатно, и 1.100.000 само починати лица ќе бидат избришени. Катастрофа е тоа. Податоците кои што стигна официјално од МВР со министерот Оливер Спасовски велат дека од тие 71.793 што не се појавуваат од 2009 година наваму во нито една база, 18.238 не поднеле барање за издавање ниту на лична карта, ниту на пасош. Нема документ. Никаков. И тие останаа во избирачкиот список. И досега биле во избирачкиот список. Тие треба да се бришат од избирачкиот список. Сите оние, Пустец, Гораните, сите оние што ги видовме на голи плацеви по 42 луѓе, во стан 27, во третиот влез од зграда, од 2 влеза, на непостоечки станови, останаа. Сите ги констатира дека треба да останат. Со овој заклучок... Да, комисијата се вадеше на тоа дека таа не може да брише од избирачкиот список, според постојниот закон. Така е, ако не може ДИК да избрише, тие што со закон не треба да останат на избирачкиот список, ги достават до институцијата која што треба да брише. Тоа е МВР во управна постапка. Со право на жалба до управен суд, до висше управен суд или слично, заради тоа што не сака ниту да вградат во изборниот законник можност или инструмент за бришење од страна на ДИК. Ние зборуваме за прочистување на избирачки список. ДИК има две цели. Едната е да ги избришат од избирачкиот список сите оние кои што по закон не треба да бидат на избирачкиот список. И втората цел е сите оние за кои што ќе има податоци дека заминеле надвор од државата повеќе од 3 месеци или повеќе од 1 година, тоа се вика времено се иселиле или трајно се иселиле, да ги донесе во вториот дел на избирачкиот список со астерикс. Ние тоа го направивме веќе согласно методологијата и законот по кој што работи ДИК, сме голема партија и видовме дека Македонија треба да има 1.513.000 гласачи со право на глас кои што живеат во државата. И тоа вистински избирачки список е чесен. Секако треба да се допрочистува и тоа од дел од луѓето кои што ни се надвор од државата во странство. Неколку месеци во годината или еден месец поминуваат овде во Македонија. И плаќаат радиодифузна такса или слично, имат некоја активност и не може да ги утврдат луѓето дека се иселени по овие мечинг што ги правеа како бази. Но 330.000 сомнителни лица не се избришени никој, освен починатите лица кои што ги добиле 1100 и нешто во самиот список. Ништо друго не е прочистено во избирачкиот список. И тоа само по себе кажува дека Македонија на 5 јуни е подготвена технички да оди на избори, значи да обезбедат гласачки кутии, да испечатат гласачки ливчиња и слично, но да обезбедат избори со прочистен избирачки список како што стои во изборниот законник, кој што го подржа и Заев, и Груевски, и Ахмети, и Тачи, и гласа сите во парламентот за тој изборен законник, Македонија не е подготвена за избори. Ова е третиот услов, го чекиравме како неисполнет. Разграничување на партијата од државата нема реформи во медиумите, ништо, напротив се е полошо, и нема прочитен избирачки список. Зарем треба да
овозможиме на Македонија да оди на криминални избори? Зарем тоа е решение на кризата и на стабилноста во државата? Не, ќе останеме принципиелни до крај, борејќи се за вредностите во кои што веруваме. Се е транспарентно, се знае. Драго ми е што и граѓаните се информирани веќе за се. Да, вие кажавте за тоа, ќе продолжиме, само сакам уште едно прашање за ДИК. Значи, меѓународната заедница досега цело време се повикуваше на одлуката на Државната изборна комисија за тоа дали таа ќе биде подготвена да спроведе избори. И сите представници на меѓународната заедница досега кажуваа дека тие очекуваат од тој орган да каже дали може да се спроведат избори. Сега ДИК донесе заклучок дека тие можат да спроведат кредибилни избори и тој заклучок ќе дојде до ушите и до ќе дојде и написмено до меѓународната заедница и така формално до нив ќе дојде на таков заклучок дека без разлика што членовите на СДСМ ја напуштиле и дека претседателот не присуствувал на тоа гласање, до нив ќе дојде на заклучок дека ДИК е подготвена за избори. Не е така. Представниците на меѓународната заедница го одржаа состанокот пред да почне оваа јавна седница на која што претседателот на ДИК го напушти ДИК. Тие ги видаа сите аргументи, таму е ИФЕС, таму се представниците на ОДИХР и таму се други представници на меѓународната заедница и го следат целиот процес. Тие знаат некој пат и подобро од нас, што е заради тоа што имаат IT техничари и ги гледат бројките. Ова формулација што со 6 гласа сака ДИК да ја донесе без нејзиниот претседател, значи дека е гол политички памфлет. Зошто? Пред да го донесе заклучокот, донесува заклучок да се обратат до МВР да го проверат и тоа. Тие добиваат уште податоци од МВР, кои што треба да бидат и теренски дополнително проверени. Уште два пати по двата основи. Едните се 124.000, другите се тие 72.000, кои што мора да се проверат. На терен да се допроверат. Сега по еден друг основ испратија до МВР, а утре се заклучува избирачкиот список. По закон, еден ден од распишувањето на денот на изборите се затвара избирачкиот список и оди во статистика заради адресно прераспоредување, се вика тоа. Луѓето кои што добиле нова адреса, значи нова куќа, нов стан, да се упатат во кое место да гласат. На 25 почнува веќе јавниот увид, почнува поднесување на листи или слично, сите процедури по рок си течат. Така да до утре треба да биде прочистен избирачкиот список за Македонија да има регуларни избори на 5 јуни. Тоа веќе добро, претседател Чичаковски претходно кажа дека нема да го подпише доколку има и еден спорен гласач. Доколку господинот Чичаковски сега не го подпише избирачкиот список, дали тоа може да го направи неговиот заменик во комисијата и тој да биде формализиран? Неговиот заменик може да ја води седницата, тој не може да става подпис на претседател на Државната изборна комисија. Самиот кредибилитет веќе на прочистувањето на избирачкиот список е нарушен по неколку основи. Значи, добиват официјален документ од МВР од министерот, добиват и паралелни документи подпишани од Митко Чавков без комисија, без ништо. Еден дел од документите кои што ги има таму и луѓе се останати да гласат. Луѓе со два матични броеви. Имаме случаеви кај што има луѓе на исто гласачко место, два пати гласат. Заради тоа што последните 3 бројки од матичниот број им се различни. Значи гласа наутре и гласа поручак, што е катастрофа. Покрај сите овие што ги видовме во какви адреси живеат, непостоечки адреси и слично, другиот дел на самиот процес во делот на некредибилноста е тоа што од 330.000 сомнителни луѓе ги констатира со консензус 9 члена. Остануваат сомнителни 328.500. Остануваат сомнителни. Претседателот на ДИК рече многу принципиално. Јас го почитувам тоа и симнувам капа. Зошто? Вели, ако има макар еден сомнител, не треба да го подпишеме. И тоа е така. Не е само фигуративно. Зошто да остане и тој еден сомнител? 328.500 гласачи сомнителни останаа на самиот избирачки список. Имаме помалку од 1.600.000 граѓани кои што живеат во Македонија. Помалку од 1.600.000 избирачкиот список, сега ќе биде 1.810.500. Добро, но предпоставам дека мнозинство во комисијата представено од ВМРО, ДПМН, ДПА и ДУИ, кои исто така го изгласа овој заклучок и експертите кои се делегирани од нив, од прилика ги има калкулирано овие сценарија, доколку господинот Чичаковски не сака да подпише, како ќе се иде така на избори? Од формално правен аспект. Тоа само го потврдува некредибилноста на самиот процес. Тоа не се ставува сега само на опозицијата. Еве, за наша среќа и Чичаковски така размислува. Тоа се ставува на Европската унија, на Соединетите Американски држави. Земји и организации на кои што сакаме да бидеме полноправна членка, каде што го гледаме нашиот пат, нашата иднина како земја. Тие кажуваат дека нема кредибилни избори. Дополнително,
ова што го направи Ѓорги Иванов, државниот удар, директниот атак врз пржино договорот, срамот што и го нанесе на Македонија, само е дополнително плюс дека изборите не може да бидат кредибилни. Зошто? Заради тоа што правниот процес требаше да тече и да им даде појасна слика на граѓаните во делот на нивната определба на избори, да бидат поначисто со сите информации, соодветно сите институции. Добро, кога зборуваме за потегот на господинот на претседателот Иванов, мене ме чуди што вие чекавте да дојде тој потег за да кажете дека договорот од Пржино е мртв. Значи, таму имаше едни низа чекори, значи од целосното блокирање на и сите обструкции кои беа на специјалното јавно обвинителство до поништувањето на одлуките на министрите, до неизгласувањето на медиумските закони и регулацијата на медиумите, до избирачкиот список. Значи, сите точки од договорот, но вие некако цело време бевте тивки по тоа прашање во однос на тивки, многу ни се чисти ставовите. Го разбрав. Не знам, но некако многу тактизиравте, многу чекавте за да кажете дека видите овој договор е мртво слово на хартија, бидејќи од него не се исполнува ни една точка. Дававме до последен момент шансе. Дури и тоа што е погрешено да се поправи. Зошто? Искрено верувавме дека нема друга алтернатива освен договорот од Пржино за излез од политичката криза и стабилноста да се случи во Македонија за да може да се решават другите проблеми. Тоа до ден денеска го уверуваме и затоа така постапуваме. Ние меѓу другото покрај храброста, решителноста и одважноста да го водиме вака процесот и да ја презентираме цела вистина на Македонија. Покажавме дека сме сериозна конструктивна опозиција која што може и меѓународната заедница, па дури нашиот опонент политички да смета на конструктивен приод во решавањето на проблемите. Во дико станавме заради тоа што ставивме подпис дека ќе се прочисти избирачкиот список и да бидеме до крај мониторинг на самиот процес на прочистување. Ако е окей да го тераме и поддржиме, ако не да ја потврдиме неговата абсурдност како процес. Веќе се знае дека разграничување на партија од држава не може да се случи. Реформи на медиуми не може да се случи, нема парламент кој да ги направи реформите преку законско решение. Остана тоа прашање, прочистување на избирачкиот список и останавме таму. Која не заробија во владата со министрите. И си презедовме министерството, не може незаконска одлука на влада да не исфрли и надвор од влада. Тие не оставија и заробија таму. И Оливер Спасовски, и Фросина, и тројцата заменици министри. И кога е така, тие мора да го контролираат министерството. Со оваа последна одлука на влада, остана Оливер Спасовски и Фросина Ременски со својот мобилен телефон и столчето. Нема кој од кабинет, од луѓето да дојде и да им каже овде министер можеш да потпишеш употреба на специјални единици на граница или употреба на хеликоптер заради било што. Тоа веќе невозможно. Остана сам Оливер. Тоа и Фросина. 47.000 или 48.000 семејства треба да добијат социјална помош. 15, 16, 17, 18, тие се роковите. Добро, ништо веќе не може ништо да. И понатаму ќе одат на работа само декларативно, ќе седат таму. Не, нема да одат повеќе на работа. Они немат веќе и минимум можности нешто да потпишат. По закон, ако треба да потпише нешто министерот, а тоа не се пренесува на некој друг, да може го пренесат, ќе го пренесат. На заменици, министри, на директори, на било кој. Има работи кои што не се пренесуваат. Јас го кажувам примерот. Употребата на специјалните единици, хеликоптерите и други средства е исклучиво под надлежност на министерот. Такви примери има мал милион внатре кои што само министер мора да ги потпише. И тука они се ставени во костец. Значи да појасниме, веќе нема воопшто да одат на работа министрите Спасовски и Ременска. Значи нема да одат на работа и нема да работат. Они може да одат до таму да си земат стварите, да си земат тоа што ги имат своји лични документи или нешто лично, телефона кој има личен или слично, може за такви работи. Сега се останати сами. Освен ако таа одлука не се спроведе на влада. Зошто? Јас верувам дека некој очекува утре да се објави службен весник за да се спроведе. Јас верувам дека таа одлука нема да се спроведе. Ние остануваме до крај конструктивен партнер пред меѓународната заедница и пред граѓаните. И ќе повлечеме сите можни чекори кои што се очекуваат од зрела, здрава и решителна опозиција. Тоа сме ние во Македонија. Да, ќе зборуваме за вашите чекори, вашите одлуки. Сакам уште едно прашање во овој контекст. На едно интервју скоро, значи вие упативте една порака до меѓународната заедница, кажавте нешто од прилика ја повикува меѓународната заедница да се изјасни појасно за подиректно или појасно како беше точно за работите кои се случуваат. Има една интересна појава за
однесувањето на меѓународната заедница, особено кон новија прекршување на договорот од Пржино, а тоа е дека Европската унија и Соединетите американски држави, освен оние едни формулации кои ги повторуваат од време на време, останаа прилично тивки во однос на сите прекршувања на договорот од Пржино, во однос на обструкциите на работата на специјалната јавна обвинителка, а во заедничкото интервју амбасадорите Ораф и Бели некако дури за избирачкиот список се изјаснија во некоја многу релативна форма, кажа па добро, не е ни трагедија да не биде исчистен до овие избори, тоа е еден процес кој трае, па Македонија очекуваат локални избори за 2 години. Значи некако од претходниот став кој го имаа дека мора да има чист избирачки список, дојдовме до еден став дека па добро, има време, тоа е процес кој трае. Гледате ли едно ретерирање во одлуките на меѓународната заедница? Не може Соединетите американски држави или Европска унија, кои што се пример за демократија во светот, да ретерираат од борбата за универзални вредности или за принципи. Принципите се принципи и не верувам дека некој пат тие ќе променат став. Добро, да не бидеме идеалисти сега историјата. Мислам дека не учи поинаку. Јас го кажувам тоа што го очекувам. Однесувањето на Јас го кажувам тоа што го очекувам. На силните светски држави кои се однесуваат според своите интереси, не секој според правдата. Не. Знаете како? Ако Заев се договореше со Груевски, надвор од принципи и вредности, тие ќе дадеа мин на оваа работа и ќе го верификуваа. Ќе кажа, окей, едно ние што мислиме, но лидерите се договорија. Ако лидерот на опозицијата замолчи и ги затне ушите пред целото ова што се дешава, кој ќе се бори во државата, како народ ќе се одважи. Мојата позиција е таква во општеството. Кога зборува добро до крај не може да се прочисти избирачкиот список, јас ќе ви кажам зошто и така го зборуваат. Дел од прочистувањето на избирачкиот список е носењето на луѓето во вториот дел, кои што се надвор од државата имат право на глас. Тоа се странците, што ги викаме нашите емигранти надвор од државата. Сите не може да ги прочистат. Зошто? Во Швајцарија, например, има огромен процент од нашите луѓе што работат таму 6 месеци. После ги плаќа кантонот или градот. И тука се, по 2-3 месеци тука плаќа радиодифузна такса, прави активитет некој во општеството. Не може помечингот на базите да го пронајде дека тоа е надвор од државата. А реално живее и работи надвор од Македонија. Тие се тие делови кои што до крај. И за мене тоа е разбирливо, но тоа што е сомнително и отврдено, мора до крај да се прочисти. Од тука и уште еднаш ги повикувам да ги кажат своите ставови прецизно и јасно, зошто тие се пријатели на Македонија. Покажа и пред Груевски и пред мене покажа. Пријатели на Македонија. Таа наша Македонија која што одлучи со повеќе од 80% од граѓаните дека нашата иднина е како полноправна членка на Европската унија и НАТО. И тука нема дилеми. Некој да не изиграва мрачни сили, тамни сили, не знам какви странски служби или слично. Не. Ние бараме да бидеме членки, ние ги повикавме да ни помогнат. Луѓето помагаат во рамките на нашиот устав и на нашиот закон. Принципиално, не ми се бендисувале секој пат нивните одлуки. Но тоа е, нивните ставови си ги кажуваат. Колку опозицијата ќе се избори е нејзино, колку власта ќе се избори е нејзино во делот на борбата на аргументации. Но, тие се гарантори на целиот овој процес, повикани и прифатени од Заев и од Груевски, од Ахмети и од Тачи. И тоа го знаат сите граѓани. И заради тоа се должни да соопштат своји прецизни ставови. Еве сега го видоа и Дик вечерва. И согласно тоа, тие треба да и соопштат на Македонија нивен став по основ на ова работа. Па после граѓаните нека одлучуваат што треба. Но како мониторинг мисија, како луѓе кои што се тука, влезени во процесот, треба да кажат дали е разграничена партијата од државата. Тоа се нивните ставови. Ги цитирам од некаде 20 јануари кој ги излегува со писмото. Дали има реформи во медиумите? Дали е прочистен избирачкиот список? Треба да го кажат тоа. На крајот, нека се осврнат малку и на другите цели од Пржино договорот. Дали специјалното обвинителство работи без обструкции и е поддржано од сите? Дали техничката влада обстојува и ќе ја заврши својата улога за избори за 5 јуни? Треба да кажат дали овој акт за аболиција срамен чин го нема ни од Тангузија, дополнително го зголемува кредибилитетот на изборите или го намалува? Тие ставови и јавно ги повикувам да ги соопштат на македонските граѓани, од им преку 80%, велам, од тие македонски граѓани веруваат во полноправно членство на нашата Македонија во Европската унија и во НАТО. Да, но таа млака реакција на меѓународната заедница и сите овие точки кои ги повикавте да ги одговорат, кои отприлика се сите оние за кои сите се мислиме зошто не одговараат, значи во јавноста создава некои дури сега теории на конспирации, така на анализи, нели, па така има и една последна од конспирациите е дека можеби господинот Груевски направил некаков договор со меѓународната заедница во
последниот период и дека тој договор се рефлектира така што тие прекјутно поминуваат покрај неговите одлуки и решенија, а едно од најочигледните е комплетно суспендирање на договорот од Пржено, па се отиде и чекор понатаму со аболицијата и амнестијата, значи се поништија сите можности за испитување на кривични дејства кои произлегуваат од бомбите, значи се отиде многу понатаму, а реакцијата сепак морам да забележам на меѓународната заедница е неверојатно млака. Јас знам дека тие не треба да не бомбардираат сега нас, но мислам дека тие како гарантори на договорот од Пржено имаат механизми, имаат начин да го искажат своето незадоволство доколку навистина постои за разбира. Стеј департментот официјално даде реакција на оваа работа и повика да се поништи одлуката и да се вратат партиите на организирање на кредибилни избори. Европска Унија истото го направи. Германската влада, министерот Штајнмајер, тоа го направи. Тоа го направи и другите амбасадори. Директно го кажа. Каде тоа меѓународна заедница толку си има инволвирано во процес како Македонија? Јас реков, Македонија има големи и добри пријатели. И фала му на Господ, имат убава намера со Македонија. Тоа значи полноправна членка да ја прават и на НАТО и на ЕУ. Тоа значи поблагосостојба кај граѓаните наши во нивниот секојдневен живот. Тоа е таа борба што ја водиме сите и за кој што се надеваме. Од тука, согласно сите тие причини, меѓународната заедница точно е, не е така децидна како што беше до 23 февруари. Да. Точно е, затоа ја повикуваме да биде попрецизна. Но и после распуштањето на парламентот излегоа во заедничко соопштение и рекоа Македонија пропушти на 6 април да ги исполни условите за кредибилни избори. Не ми одговорите дали мислите дека постои некаков договор за кој вие не сте информирани или можеби сте информирани? Една работа, ако Груевски ветува таква работа, нема да ме чуди заради тоа што тоа го правил во минатото. Дека веднаш ќе го реши името, ние видовме во бомбите докаде отишол тоа го името. Не го објавивме тоа другото, оти ќе ја загрози Македонија, за да го видите неговиот валкан патриотизам и предавство кое што го прави токму тука. И се надевам дека тоа ќе дојде време да се отвори да го видат граѓаните. Што всушност патриотско во себе носи, презентирајќи си, чукајќи се во градите сиве овие години. Но тоа го знаат меѓународната заедница заради тоа што неколку пати им ветувал дека ќе го реши името, дека не знам што ќе направи. Сите знаат, а знае и меѓународната заедница. Може проблемот со името да се реши само заедно, ако седнат лидерите на сите политички партии. Без разлика, СДСМ ќе биде власт утре. Треба да седне со новата опозиција и да разговара транспарентно, да ги информира граѓаните и да го направи чекорот. При тоа, секако да заштити нашата национална посебност, нашиот идентитет и да не дозволи да се смени уставното име. Јас до ден денеска верувам дека нема човек родено во државата кој што ќе излезе пред парламент и ќе каже барам промена на уставот за промена на уставното име на Македонија. Но решение постои во делот на меѓународната употреба, само треба активитет од страна на македонската страна. И кога почна сомневањата, опозицијата, јас ја водам. Ги викнав и Орав и Бејли и прашав. Значи се сомневавте и вие? И прашав, ако има нешто договорено под маса, окей, терајте со човекот, но честно да ни кажете. Одговорите беа негативни. И со зборовите со кои што беа кажени, беше потврдено дека тоа повеќе тие не го веруваат. Ше 20 години Груевски да е премиер, нема да направи исчекор прво кон реформскиот процес и враќање на демократските институции, па камоли да седне транспарентно, отчетно, одважно, како лидер, да ги реши крупните проблеми кои што ја кочат Македонија во подобрувањето на економскиот живот на граѓаните. Тоа е невозможно повеќе од Никола Груевски. Добро, денеска одиме на малце сега оние тековни работи. Денеска спикерот на Собранието Вилјановски и официјално ги распиша изборите, го направи тоа што го најавуваше, дека на 15 ќе ги распише. Вие денеска излеговте и кажавте не одиме на избори, а избори нема ни да има. Значи, денеска македонските граѓани, оние кои седат дома и гледаат телевизија, добија едни две сосема различни пораки. Значи, од една страна, одиме на избори на 5 јуни, вие велите не, избори нема ни да има. Што значи тоа? Еве, објасните ни дека нема ни да има избори. Значи, дали мислите дека политички тие ќе се одложат понатаму или дека тоа ќе го направите тоа што го најавувавте веќе неколку пати, дека ќе спречите да се одржат?
Еве вака, поради нашата решителност да ги спречиме да се одржат, тие ќе се одложат. Кога викаме избори нема да има, претходно викаме Груевски ги направи изборите невозможни. Невозможни се од неколку аспекти. Едниот е правно-формален аспект. Избирачки одбори, подпис на ДИК, на избирачки список, спроведување на процедура, мониторинг, одна представови на организаторите во мониторингот, ОПСЕ, ОДИХР, меѓународна заедница своите ставови. Што корис има Македонија од избори кои што нема да бидат признаени од никој? Вториот дел е, не може само власта да оди на избори. Еве, ако беше Заев, нешто во грешка, нешто не во право, било што, зарем Заев ги контролира председателите на сите овие други политички партии во Македонија. Вкупно, уште 25-6 политички организации, партии, искажаа недвосмислен став дека нема да учествуваат на изборите. Ги чекаме уште да се изјаснат до ИДП. Така беше и во вашиот прилог на вестите кој што го гледав пред да дојдам. Треба да се изјаснат. И мора да се изјаснат. Зошто? Заради тоа што тоа е нивна Македонија. Заради тоа што и тие имаат репрезенти во парламентот. Заради тоа што има граѓани кои што чекат и на нивниот став. Не е должен само СДСМ и Заев. И овие луѓе што се изјасни од 25-те политички субјекти дека нема да учествуваат, тие се должни. Зошто? Заради тоа што се дел од четворката, барем согласно претходните избори. Во иднина ќе видиме дали ќе е така. Но мора да се изјаснат. И кога ќе се изјаснат, треба да кажат затоа. Ќе одам или нема да одам. И треба да се изјаснат. Јас ги повикувам, кога зборуваат со тоа полно уста зборови колку ја сакат Македонија и колку прават отстапки за Македонија и колку е се тоа што го работат во интерес на граѓаните, да го направат чекорот, сега му е мајката. Сега му е мајката да се позиционираме и да кажеме кои сме и какви сме. Сме за Македонија или живееме во својот партиски свет, таму надвор од секојдневието кој што ги тишти нашите граѓани. Нема среќа економска, нема никаква среќа без правда, без слобода, без демократски институции. Урисан е комплетниот систем. Цел свет ни упати пораки. Цел свет ни упати пораки тоа што е направено. Да се аболицираат криминалци е безобразие и дрскост невидена. Ги помина сите граници. За 3 часа Ѓорги Иванов излегува на пресконференција, го кажува тоа што ќе го прави. За 3 часа службен вестник објавува, стига до затвори, стига до сите судови, стига до тие што биле домашен притвор, комплетна организација и асистенција на организација од страна на власта. Тоа потврдува дека Никола Груевски го договорил тоа со Ѓорги Иванов. И мисли дека се спаси од тоа? Не, само подлабоко влегува во кашата, кој што сам ја замати. Се подлабоко и подлабоко, секој ден. Зарем поништувањето на сите одлуки на Оливер Спасовски и Фросина Ременски, некој нормален, упатен човек не го препознава што значи тоа. Зошто договаравме техничка влада? За покрај власта и опозицијата да биде таа, која што ќе одговара за регуларноста на изборите, ќе се грижи, заедно ќе сподели одговорност пред граѓаните. Сега веќе тоа го нема. Зошто го прави барем тоа, еве? Добро, ајде да направиме на кратка пауза за реклами. Гледачите ќе не чекаат, па можеби еве ќе дознаеме нешто како тоа планирате да го спречите одржувањето на изборите, например. Пауза за реклами. Душеци Dream by Almak во салоните низ Македонија. Душек за сечи сон. Евана Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во Евана Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Најфиното млечно чоколадо. Галеб, пробај и увери се. Овозможете му на вашиот стар ТВ приемник да биде во чекор со времето. Телекабел ви го нуди новиот HD дигитален ресивер, со кој имате можност да гледате HD и дигитални канали, да се конектирате на интернет, да ги снимите и прегледувате вашите омилени содржини. Единствено на Телекабел без месечна доплата.
Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања, а ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето што да правам денес. Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ќе ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за 30 минути. Промотивно, без административни трошоци, 6% гарантирана каматна стапка за првата година и можност за 1+1% поен намалена каматна стапка за следните 2 години. Стопанска банка, на ваша страна. Моje 15. години ми je dijagnosticirana bolest koja se naziva astigmatizam. Dugo godina sam igrao sa mišlju da napravim lasersku korekciju. Bio sam u više klinika, međutim nisu mi dali onaj osjećaj da napravim konačnu odluku. Sistina oftalmologija mi je upravo dalo ono što je meni bilo najviše potrebno. Vi to kažete u Makedoniji доверба. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Здраво, јас сум куќе трагач. И тоа е тоа. Знам да намирисам 100% гутен фруктен сок од портокал на километри. А за не сум кенгур? Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. Мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Да, се враќаме во студиото. Господин Заев, одговаравте на ова прашање веќе неколку пати, значи интервјуата што ви ги гледав, значи сите ве прашуваат тоа како тоа вие ќе го спречите физички одржувањето на избори. Претпоставувам ако мислите од една страна мобилизација на членството, некакво физичко блокирање на гласање и така натаму, од она што го гледаме сега како искуство од страна на делувањето на власта, претпоставам дека тие ќе го направат тогаш истото. Мислам, контра протестите и контра делувањата им стана некако заштитен знак, така да тоа некако носи во опасност од некаков нов конфликт. Но еве, ќе ни откриете ли нешто, некои детали, како тоа ќе ги спречите изборите? Има една работа, што ја знам јас, а знае Груевски. Еве ќе ја споделам јавно. Мака мачат наставничките, учителките и јавната администрација да ги донесат на контрапротести. Да им кажуваат ни каде ги носат, ни за што ги носат, против што да протестират. Затоа излегуваат сите овие пораки, луѓето се бранат, сакат спас, мачно е целото тоа. Паѓа тоносот, готово, немаат подршка, нема фора за контрапротести. Уште еднаш апелирам до целата јавна администрација, Зоран Заев, како шеф на опозицијата, дава збор, нема да ја бркаме јавната администрација. Да знаат, да останат на браникот на својата татковина. Нашата заедничка партија на сите е Македонија. Прво таа, после може да имаме политички определби или било какви други определби. Да останат, да се борат во тоа за што тие лично веруват дека е добро за Македонија. Принципиелно. Ова не е дрско. Принципиелно го кажувам. Елементи и можности и опции постојат малмилион. Еден дел, нема да ги кажам, заради тоа што треба да го частам Груевски. Логично да имаме своји стратегии, чекори или слично. Но, разликата помеѓу нас и нив, насилие прават за да ги донесат во автобусите. И донесува вечерва 45 автобуси од натрешност, има 1800 луѓе пред штабот на СДСМ во непосредна близина. Јас дадов насока од Сабајле. Автобуси од никаде не стигат. Зошто? За да ги спречам делот на насилствата што се појавуваа претходните вечери. Ние не сакаме насилство. Устата ми се исуши, зборувајќи мирни протести, не насилни протести. Малку сме роднини, сме полицајците ни се браќа и сестри и наши роднини, наши соседи, немојте. Дадов насок. Скопје прекрасно.
Скопје е излезено цело денеска. Нема никој на трешност, освен некој ако запалил автомобил да дојде. Полно е таму во Скопје, тоа е убаво. И бројките се 7, 9, 10 илјади, не знам колку се. Многу. Луѓето излегуваат. Се нешто ќе направи опозицијата. Граѓаните што ќе направат. А ќе направат граѓаните. Постојат мал милион начини како тоа да го направат. Реков, правно, формално може да се блокира процесот. Ке кажете во која држава правно, формално, што ќе изблокират? Едниот дел е тој. За да дојде до друго ниво на абсурдност, самата организација на ваков нерегуларен и недемократски процес кој што некој сака да спроведе во функција на организирање уште едни криминални избори. Правно, формално може да го блокира. Може народот да го блокира комплетниот процес. Постојат елементи, само да му веруваме на нашиот собствен народ и нашите граѓани. Јас сум убеден дека тоа ќе се случи, но на крајот зборувам, не ни требат никакви мајден сценарија, насилства или слично. Некој вика, абе, само така ќе биде. Нема да биде така. Што ако паднат жртви и некој влезе во институција, што ќе направи? Пак ќе треба да излезе. Што ќе направи? Тоа не се прави така. Верувајте, опозицијата досега докажа дека останува достојна за тоа што се бори, за тоа што стои и за тоа што го соопштува. Да, еве, година и пол. Нема топло-ладно. Тоа што го правиме. Уште од почетокот 2014 кога излеговме и не ги признавме изборите. Немаме подмрднато никаква отстапка. Се што се случи само потврдување на нашите ставови. Ќе ве прашам нешто за тоа од почетокот од 2014 имаме едно прашање кое мислам ќе ви биде интересно, ќе ви го оставам за покасно. Сакам да ве прашам сега што ви е стратегијата сега за вие најавивте дека сега следуваат протести. Значи, дали е тоа нешто од тоа што веќе го видовме до сега од оние протести кои ќе се одржуваат во секој ден? Секој ден вие велите ќе има протести и во другите градови. Што значи тоа? Дека секој ден ќе има протести во секој град? Има ли енергија за такво нешто? Значи, дали граѓаните се подготвени? Енергијата ја прават граѓаните. Ние не сме организатори на овие протести. Ние ги поддржавме со повикот. Кога председателот на СДСМ кажува апелирам да се учествува на протести, социјалдемократите излегуваат. И граѓаните што мислат дека треба, не само заради Заев, заради тоа што гневот им расте, врие внатре. И денеска се граѓани таму. Да, има и некои социјалдемократи од Скопје кои што веруваат и се таму, но тие се како граѓани таму. Јас вечерва не сум таму на тој протест, но Радмила Шекеринска е таму, оти гори внатре. Не знам, Шилегов и другите се таму, сите, на протестот. Покрај тоа што некои се по емисии, па доаѓаат на протестот. Гориме и ние сакаме да бидеме тука. Има протести секој ден? Но не насилни протести. Апелирам и вечерва да излезат луѓето на протести. А тоа ако немате правно институционални механизми, тогаш протести се нешто што преостануваат. Но не насилни и мирни протести. Апелирам тоа да се случува секој ден. И нивниот интензитет ќе расте. И ќе расте. Од идната седмица ќе почнат и по градовите. Убеден сум во тоа. Зошто? Заради тоа што барат некој вид на организација. СДСМ не може во Битола да земе организација, или во Прилеп, или во Охрид, а во Скопје водат невладините организации. Ке се јават и невладини организации. Ние ќе ги поддржиме, заради тоа што во тоа веруваме. И ќе се случи големиот протест. И нема бегање. И тој го најавувам дека ќе се случи. Многу брзо. Доаѓа Великден, сите чистиме по дома. Така да ќе се случи. Голем протест, бегање од тоа нема. И народот го бара, граѓаните го барат. И верувам дека ќе биде поголемо тоа од 17 мај. И толку ми е драго што ги гледам и спонтаниот дел. Се сите граѓани. Сите убавина е македонци, албанци, турци, срби, роми, бошнаци, граѓани на Македонија. Господин Заев, 17 мај се беше најавуван многу долго, беше најавуван исто вака бомбастично, се случи 17 мај и помина, сега сме 15 април 2016, ми се чини, Груевски е се уште на власт. Вие повторно најавувате некакви протести, еве да кажам, не некакви, некако работите не се менуваат. Ми се чини како да се вртиме укруг. Имате ли некакви, значи, нови стратегии во тоа, мислам, нови стратегии во стратегиите на вашето делување, бидејќи повторно се вративме назад, па еве да не кажам од отпорот на кој го предводеше Бранко Црвенковски, значи повторно имаме едно слично делување, значи опозицијата е на улици, но не гледаме ефектот тоа. Веројатно дека власта и го пресметува тоа, па вели секој чудо за 3 дена, ќе протестираат, ќе се изморат, ќе се одат дома и толку. Ама сите признаваат дека условите се променети. Зошто? Заради тоа што се е на маса, се е видливо.
цела вистина, цела Македонија ја знае. Не е исто 2013 или 2014 после 24 декември и сега. Сето тоа што сега се случува е дел или заради 24 декември, и заради отпорот, и заради крадењето на изборите 2013, и да се вратам на назад 2011 Мартин Нешковски, Љубе Бошковски, сето тоа, А1 телевизија, Фијат Цановски, се што се случуваш. Се е кулминација и сето ова е собир, сега збир на целото наше меморија и паметење што го имаме наназад. Од тука, во целиот овој процес, Македонија доби многу. Доби многу да не им падне на памет на политичари во иднина да прават исти глупости. Созревањето и оставењето паметник во нашата меморија историска од ова време, еден квалитетив кој што ќе се најде на Македонија. Народот созреа, ние имаме веќе народ кој што само иницијативно е по улици. Не му треба заев да го организира по автобуси и комбиња или по штабови да даваме партиски задачи. Само повик, јас не кажав кога. Одиме на протести, реков. И почнаа протестите. Зошто? Се полна, ти растат, ти ќе растат. И тоа не може некој да го сопре. Тоа секако не чини година и 2-3 месеци изгубено време за сите нас од нашиот живот и од нашата земја, секако, но ако споредиме, ако тргнеше поинаку, ќе заклучевме на крајот дали вреди. Дали вреди да се оди низ некои лоши сценарија, каде што има насилие, каде што не е се по мирен пат, за да го скратите периодот. Некогаш трпението и живците дават поголем резултат на среднорочен и долгорочен план. Паметникот што го оставаме, со ова созревање и соочување со сите овие вистини, факти и дешавки секој ден исполнети пред сите нас е една трајна придобивка за граѓаните на Македонија и за нашата Македонија. Да, кога зборуваме за опозицијската стратегија, значи ако сега таа политичка борба ја споредиме со една конвенционална војна, боиште, нели, па ако опозицијата има стратегија и тактика во своето делување, ако во однос на стратегијата го земеме почетокот од вашето непризнавање на последните парламентарни избори, па вашето најавување на почетокот на политичките бомби, сега има доста аналитичари што оценуваат дека во целиот тој процес во однос стратегијата ви била генерално добро поставена на солидни основи, но во тактиката сте направиле доста грешки во чекори во однос на спроведувањето на стратегијата. Па еве ќе ве потсетам некои од тие се, да речеме, одењето на преговори со тогашниот премиер Груевски пред да почнете да ги објавувате бомбите, па на тие средби во кабинетот на Груевски бевте снимен, па тие снимки потоа беа употребени против вас. Па во текот на објавувањето на бомбите некако премногу ја подгреавте надежта на дел од граѓаните за објавување на оние најтешки бомби, како да речеме за бомбата за Монструм, која никогаш не се слушна и можеби тука спласна огромен дел од енергијата на оние кои беа спремни за вистински радикални чекори, па до некои сега ситни организацијски работи во самата партија и така натаму. Мислите ли дека и самиот направивте некои грешки во тоа делување и дали да можете да се вратите назад би постапиле поинаку? Зависи какви се очекувањата на луѓето. Ако некој се очекувал директен удар, влез во институции, насилие внатре, најверојатно може да каже дека сме направиле чекори. Ние одлучивме Гандиевската борба. Со многу живци и трпение, чекор по чекор. Многу е мачно и тешко. Во целиот овој период. Не успеавме. Ниту една грешка, ако го гледате вака концептот поставен, не направивме. Ниту една. Одлучивме дека не ја признаваме, не ја признаваме. Одлучивме дека не влегуваме во парламент, не влеговме. Постигнавме пржина договор, не сгрешивме. Пржина договорот не е најсјаен, но е доволен. Доволен е со неговото спроведување, која заклучи Груевски. Што значи спроведувањето на договорот кој што и тој го подпишал, почна да го урнисува по сите аспекти. Почна првото анкетната комисија, па се случи нападот врз САЈО, па се случи оваа аболиција, поништувањето на техничката влада. Гледате како дел по дел сите таму ставки од тој првжен договор се уништуваат. Но целата оваа тактика која што ја поставивме, согласно чекорите кои што ги направивме, немаше грешка. Некој вика, гледај го заебе пред времени избори. Па техничка влада, па дури Груевски оставка да си дал. Па не знам специјално јавно обвинител што се занесува. Се случија работите. Една по една Груевски кажуваше дека нема шанси пред неговите, се случија работите. Да,
требаше многу живци и трпение. Сега народот е освестен, народот е охрабрен, народот е решен да се ја врати власта кај себе, кај граѓаните. Иднината која што и се проектира на Македонија е гарантирана од оваа година и пол. Наназад што и се случи на Македонија. Иднина зборувам за квалитетна и достоинствена. Сега овој процес што и гарантира на Македонија? Нема повеќе партизации. Бомбите го направија процесот. Нема повеќе шефе, јас трчав по изборите, сега јас сум директор, министерот или не знам што. Ке има нормативи, ке има критериуми, ке има вредности, ке се знае, ке напредува тој што го бива. Тој што не го бива, ке се научи да работи, па ке напредува. Ке има вредности каде што не ти треба партиска книшка. Ке добиеме земја со сите поуки од овој период што ги видовме, како не требало и да не се повтори, да се имплементираат во процесот кој што доаѓа после нас. И на крајот, прв пат сме пример за целиот свет. Мултиетничко општество сплотено, обединето, заедно. Стоиме и македонци, и албанци, и турци, и роми, и бошнаци, и власи. Сите заедно стоиме во желбата нашата татковина Република Македонија. Да биде добра земја, каде што има демократски институции, каде што има слободна изразена волја, слобода на мисла, слобода на општење, сето тоа кој што ги има во секоја демократска земја и ќе има правда. Правда во 21 век, конечно повторно ќе ја вратиме во државата. Да, добро, имаме уште многу малку време. Имам уште едно провокативно прашање за вас. Значи, во последното соопштение на поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, во кое тој ја одби аболицијата, ќе ве прашам и вас за тоа нормално. Во еден од пасусите тој, кога ја прака пораката до господинот Велјановски, вели: господине Велјановски, вие да се имавте работа со мене, сега нели парафразирам како е таму, да се имавте вие работа со мене, одамна ќе се видевме на спротивната страна на барикадите, јас од народот, вие од другата страна. Тука ми се чини дека таа порака не е пратена само до Велјановски, туку и до вас. Да, провокативно ви прашањето. Не плука заe во стар бунар. Респект кон председателот Црвенковски. Тоа е човек кој што испиша убава историја во Македонија и донесе одлуки во времето негово, како што знаеше најмудро да ги донесе. Само можам да кажам, барикадите тогаш и денеска се различни. Процесите се отворија, храбро и одважно, и од турка натаму. И до ден денеска тој човек ми помага со совети онолку колку што знае. И тој и неговите пријатели и луѓе. Јас сум благодарен на тоа. Заради тоа што јас продолжив нешто каде што тој застана. А поприлично направи. Водеше на 24 декември. Имаше тешки одлуки за одлучување. Во демократскиот СДСМ. После 9 сата дискусии во Централен одбор почна вака. Има одредени луѓе кои што сакат да одат на избори. Јас мислам дека не треба. Подпредседателот Заев повели имаш збор. Ме повека знаејќи дека јас сум за одење на избори. Дискутиравме 8,5 сата. Останав малцинство во дискусиите и сите заедно гласавме за бојкот. Во тој Централен одбор, тоа обавината на Социјалдемократскиот сојуз, разликоста во дебатите кои што на крајот го вадат квалитетот на површина. И направи многу за опозицијата денеска да биде тоа што е. Силна, моќна, каде што заедно рамо до рамо со граѓаните ја предводи Македонија и најавува сериозна Македонија, вистинска онака како што сака. Добро, се појавија некои написи во медиумите за неговата наводна улога во некои од преслушуваните материјали. Нема да ве прашам за тоа, тоа се некои спекулации кои не знам дали можете се да ме прашате, јас немам проблем за тоа. Па беа навистина по некои портали, ово, она, јас сака ве прашам друго. Ако се куририте, нема прашувате, лаги се. Во однос на во однос на рейтинзите на господинот Црвенковски, кои по сите оние релевантни рейтинзи се прилично ниски, вие што мислите сега? Дали би сакале да го видите господинот Црвенковски повторно на барикадите или да остане, како што велите, да ве советува и понатаму? Ми треба мене секоја помош. Зијанот Бранко Црвенковски СДСМ не може да види. Тоа е негово чедо. Јас влегов во СДСМ заради Бранко Црвенковски во тоа време и определбата социјалдемократска секако. Тој може да помогне и на многу други начини покрај совети. Може да биде на барикадите, може да биде на протестите, може да дојде во партија и да учествува во некои органи и тела на партијата кај што ни треба мудрост. Тој има свое дебело искуство и треба на Македонија, не само на СДСМ. На СДСМ сигурно треба. Секој нејзин член, секој нејзин активист и е добре дојден. Немам предрасуди јас.
Дали некој ќе кажал, ама еве го Бранко, позадневам предрасуди. Седам со секој и разговарам со секој што може да помогне. Не, па со Бранко Црвенковски, мојот поранешен председател на партија. Имаме уште една минута точно, еве ме предупредуваат од режија. Значи, дали ќе побарате, дали ќе доставите барање до председателот Ѓорги Иванов во однос на вашата аболиција, тоа што он го повика, вие како партија и вие лично за вашата аболиција? Директно формално денеска го достави. За да биде од повикана мојата аболиција и дадов конкретни примери како тоа да се направи. Поништениот закон од 93 и членот 11, праксата што ја употребил Ѓорги Иванов со Ламбе Арнудов во 2009, повикувајќи се на техничка грешка, еве сега има плюс и суштинска грешка, тоа да го направи, и правејќи го тоа за мене, да ги поништи сите. Ако не ќе сите, мојата да ја поништи. Директно упатив писмо, го објавивме пред медиумите и таму е прецизирано се. Конкретно, во делот на барањето, јас сум денеска најверојатно вториот што ја поднесе ова барање. Знам дека Црвенковски го има поднесено, го видов писмото уште пред 1-2 дена и е буквално формално правно и кај мене е адресирано до Ѓорги Иванов, директно да се повлечи аболицијата и да се поништи за Зоран Заев. Господине Заев, ви благодарам за гостувањето во Ви благодарам и на вас и поздрав до сите гледачи. Почитувани гледачи, со ова гостување на лидерот на СДСМ Зоран Заев го завршуваме ова отворено студио кое го државме денеска повод специјалните околности, повод распишувањето на избори од страна на спикерот Велјановски. Останете со програмата на 24 вести, следува дневникот, вклучувањата во живо од протестите во градот, така ќе ги добиете и најновите информации. Останете со нашата програма.